Благодарам, подпредседателе. Почитувана колешке, внимателно го слушав вашето излагање и знам дека денес имате тешка задача да браните нешто што не може да се одбрани, а искрено и немаше потреба да го браните, доколку вице-премиерот Никола Димитров беше чесен и доблесен и после толку блокади, вета и понижувања, колку што доби, сам ќе си поднесеше оставка во духот на европските вредности кои толку многу декларативно ги застапува. Па така ќе ни олеснеше на сите, и на нас, и на вас, и на македонската јавност. Но овој човек очигледно нема ниту достоинство, ниту образ и 20 години со лаги и манипулации се издржува на политичката сцена, а освен понижување и омаловажување на македонскиот народ, ништо друго нема сработено и донесено. А како што кажавте за лажните вести и дезинформации, да ви кажам дека Никола Димитров и Зоран Заев се изворот на лажните вести во Република Македонија. Денес го браните човекот кој го потпиша договорот од Преспа, со кој се промени името на Република Македонија, договор со кој што се промени уставното име, се промени идентитетот, јазикот, културата, историјата на државата. Човекот кој изјави дека македонците во Грција не зборуваат македонски јазик. Епа еве, од тука ќе ве прашам вас, бидејќи вие имате таа улога да го браните, да ви каже на вас и на македонската јавност на кој јазик зборуваат македонците во Грција, ако не зборуваат на македонскиот јазик. Знаете ли што е врв на лицемерие? Да магистрираш на тема заштита на националните малцинства, а да се откажеш и да го негираш сопственото малцинство во соседните земји. Ете тоа е Никола Димитров. Овој човек ја нарече македонската нација искомплексирана само затоа што не си го дава своето достоинство како него за пари и за функции. И на крај не се ни извини за навредите, туку продолжи уште повеќе заедно со Зоран Заев да коленичат пред бугарските политичари и да си поигруваат со историјата и јазикот. Па така фашистичките окупатори стана ослободители, а македонскиот јазик стана дијалект на бугарскиот. Се слика во авионот заедно со Зоран Заев и ја лажеа македонската јавност дека Македонија добила датум за почеток на преговорите, но од датумот денес нема ниту трага, ниту глас. А за остварување на поглавјата, како што кажавте, ние сме многу далеку од остварување на поглавјата и со овие луѓе тие отворање на поглавја се недостижни. Ви благодарам.